Замрзнати келии на терористички организации постојат во Македонија и доколку италијанските разузнавачки служби имаат дополнителни познавања, како што објави весникот Il Tempo, тогаш треба да ги споделат и со нашата земја. Универзитетскиот професор Злате Димовски за Алфа вели дека во име на меѓународната соработка, италијанските власти треба да ни посочат каде ги лоцирале таквите терористички групи, бидејќи Македонија ќе биде ставена во ќорсокак доколку се решат за делување. Реално и објективно, од поодамна кажувам дека постојат кели, замрзнати кели, така се викаат тие, кои што по различни основи или дошле во Република Македонија или евентуално се оформени, односно се направени од наши граѓани. Тоа беше класичен пример Кумановската група која што ја детектира и првпат во Македонија имавме веќе и самоубиствени елици, што е нешто во квалитет во самото терористичко делување. Така да искрено, дали ние сме реално загрозени од сето тоа, факт е дека постои, тероризмот е една опасност, која што навистина не може да се процени реално, затоа што може во секој момент да добијат тие некаква си наредба, да извршат одредено дејствие и тогаш ние би се нашле затекнати. Никаде нема апсолутна безбедност од тероризам. Ниту една држава, ниту еден поединец, вклучително и во Македонија, се изложени на евентуални терористички напади. Универзитетскиот професор вели дека терористичките организации си имаат одредена цел и доколку таа е на македонска територија или во наша близина, тие не бираат средства за реализација. Ако евентуално е таргетот нивни да се постигне одредена цел на наша територија или некаде блиску до нас, едноставно тие тоа ќе го реализираат затоа што дефинитивно се конспиративни, тајно го реализираат севкупниот план, имаат точно чекори каде да направат, како да направат, имаат соодветна оператива, поточно имаат луѓе кои што знаат добра проценка на направат на местата, просториите каде што би реализирале одредена активност, така да дефинитивно апсолутна заштитеност нема никаде. Во Македонија има и повратници кои служеле во паравоени и параполициски сили. Иако тие поминале ни сите протоколи и ги издржале казнените мерки, не се исклучува можноста за нивно повторно делување за што добро биле обучени од претходно, вели професорот. Дека на Балканот има 20 џихадистички келии кои постојат 2 години, а по случувањата во Израел се со зголемена активност, објави италијанскиот весник Il Tempo, повикувајќи се на извори од тамошните разузнавачки служби. Повеќето вакви келии биле на косовска територија во Албанија и Босна и Херцеговина, но постоеле и во Црнагора, Србија и во Македонија. Нарекувајќи ги инкубатор на безбедносни закани за цела Европа, весникот пишува дека келиите бројат 500 повратници од ИСИС од боиштата во Сирија и Ирак, но постојано се регрутираат нови, дури и меѓу мигрантите кои минуваат балканската рута кон Западна Европа.